Државата профитира на грбот на диабетичарите. Илјадници пациенти поради доцнењето на тендерите за ленти за мерење на шекерот во крвта се приморани да си ги купат на приватно, а кутиите со ленти кои им следуваат и ги добиваат за доцнато, наместо на 2 месеци тие ги добиваат на 7, голем дел не ги подигнуваат. Калкулациите на Бојан Кирков, пациент со диабет тип 1, се дека околу 200.000 евра годишно профитира државата само од лентичките за мерење на шекер. Набавката чини околу 1 евро е едно кутивче, 15 евра јас овие 6 месеци сум ми поклонил на државата, на Министерство за здравство. Кога таа сума ќе ја помножите со 5000 диабетичари, 75.000 евра заштедила само на нас што сме тип 1. Тип 2 диабетичари во Македонија кои што се на инсулинска терапија и ги следуваат истиве овие лентички, има околу 45.000. Тие добиваат за овие 6 месеци требале да подигнат 3 кутивчиња по 1 евро, 3 евра, по 45.000 пациенти околу 130.000 евра на нив. Значи некаде 200.000 евра се заштедени и мене не ми е јасно како може да нема терапија. На иста мака се и голем дел од пациентите со цистична фиброза кои имаат диабетес. Па освен што се борат за лекот трикафта, чекаат со месеци ленти и апарати за мерење на шекерот во крвта. Немаат ниту таблетарна терапија, па мораат да купуваат од свој джеб и живеат благодарение на донации. Како дополнителен проблем го посочуваат и тоа што немале никаква обука за тоа како да се боцкаат со инсулин. И јас искрено немав обука, прв пат разбрав како треба да го примам инсулинот од сестрата која работеше во инсулинската аптека. Многу од другите пациенти исто со цистична фиброза кои се на инсулинска терапија исто така немале обуки. И е навистина тоа голем проблем бидејќи станува збор за една сериозна исто така состојба, хронична состојба која мора соодветно да се третира. Диабетичарите бараат долгорочно и системско решение, а не дополнување на залихите само кога ќе се реагира преку медиумите. Тие се жалат дека оваа состојба го загрозува нивното здравје и бараат државата да најде начин секој пациент на време да ја прима терапијата. Во меѓувреме, пациентите се почесто бараат помош преку социјалните мрежи.